Со мене во студиото е Дејан Андоновиќ, колегата со кој што имаме 5 минути за меѓународната политика, но нема да говориме за Соединетите Американски држави изборите, бидејќи ние цела недела ќе ги покриваме. Едно од темите за отприлike половина час заедно со мене и со уште еден соговорник со Дејан ќе направиме еден осврт на тоа што се случува. Она што Дејан ме интересира за минатиот викенд е веројатно најмногу внимание привлече погребот на српскиот владика Амфилохија, кој што почина од корона, а потоа му се направи еден предпоставувам највисок облик на погреби, како во нормални времења. Така, бидејќи гледам дека таму 20 владици присутни и така натаму, но не е помал шокот во јавноста од не само од големиот број присутни луѓе, туку од таа процесија во која што немаше никакви ковид мерки, иако човекот почина од вирусот. Како последица на ковид, се разбира. Па она што го видовме изминатиот викенд е можеби двојните аршини кои ги покрај апелите да се зборува за тоа да се прави дистанца, од друга страна институциите на одредени држави, во случајот црквата, Српската црква во Црна Гора, го погреба Амфилохије, црногорско-приморскиот митрополит кој почина како резултат на ковид, но видовме огромен број на верници и луѓе кои беа таму, самиот каже и ти представници, значи владици на институција на Српска православна црква, и она што можеме да го видиме сега на видеото е бацување на покојникот кој патем починал од ковид. Значи, погребот не е направен ниту во оние специјални процедури и протоколи со ковид мерки, лимени, сандуци и останато што е предвидено кога ќе почине човек од некоја заразна болест, особено не од ковид кој се уште енигма за нас. При тоа сме сведоци како покрај верниците кои ќе кажеме биле понесени од некоја верски чувства, ги гледаме представниците, официјалните великодостојници на една голема институција. Можеше ли тоа поинаку да се направи? Денеска читам дека надлежната докторка која била за тоа, она барала да биде во затворен сандак направена процедурите и протоколите се такви. Некоја прекрши процедурата. Овој погреб околу Амфилохије и тука присуството на председателот на Србија, председателот на Република Српска, премиерите и високите представници на црногорските власти само немо гледа, а тие се тие кои патем претходно апелираат до обичните граѓани, па на обичен човек кој ќе му почине човек во семејството мора да го држи протокол. Бевме сведоци, а и ти за жал на тоа и моравме ние да го испочитуваме за нашите најблиски, а при тоа тука го гледаме еве Вучич на пример како немо гледа, утре треба да апелира до луѓето. Вучич е сепак гостин на целата процесија. Добро, но представници на државата, еве црногорската држава. Но она што сакам да го спојам со овој, значи изминатиот викенд бевме сведоци на едно грубо прекршување на оној протокол кој го апелираат властите. Видовме во Варшава што се случи во петок. Големи демонстрации огромни. Јас мислам дека такви немало од време на Лех Валенса, ми се чини, кога 80-ти години Солидарност се обидуваше да гурне тамошниот комунистички режим да е Езузелски. Видовме неколку десетици илјади луѓе, особено жени, кои сакаат да му кажат не на председателот Дуда, кој воведе забрана за абортус. Еве овај ми се чини, јас се шокирав кога го видов во живо одеше толку многу луѓе за бунт против абортусот. Да подсетиме, Полска е една од да кажем, католичките земји во Европа, веројатно заедно со Шпанија, и во еден дел Италија. Меѓутоа, Полска е навистина многу конзервативна кога е во прашање таа димензија на општественото. Да, но зошто баш сега, Сашо? Прашањето е Полска тој ден евидентираше 22.000 ново заболени. Па затоа што сега им го донеса законот. Очигледно е дека луѓето се ставени во некаква, и претходниот пример со Амфилохија и ова во Полска, се ставени во некаква неодржива конфликтна позиција. Значи, сакаат да покажат некакви масовни чувства во време кога само тоа не смее да се прави. Дента имаше 22.000 ново заболени. Ние сме сведоци на никаква дистанца, никој не носи маска. Ова е можеби, овај погребот на Амфилохије може да се нарече слободно идниот кластер на коронавирусот во Европа. Тоа ги нарекуваат суперкластери. Суперкластери. И ќе подсетам само на крај, изминатиот викенд, особено вчера, имаше огромни демонстрации, меѓутоа веројатно ради сите овие настани во Барселона, претходно имаше во Италија, каде што луѓето протестираат поради мерките кои ги воведуваат нивните држави
односно сите држави за таа коронавирус и за тие дистанци и тие протоколи. Повторно ќе кажам, дали го гледаме полицаецот дека има маска? Нема. Затоа ви велам, а луѓето можеби и со право протестираат, можеби и со право, но сепак овој настан и погребот на Амфилохије само покажува дека има двојни аршини кога се гледа борбата против коронавирусот, а тоа ни го испорачува секојдневно со нови и нови бројки.